Можат ли граѓаните да плаќаат повисока цена за мрежарина, а помалку само за струја? Овие дилеми се отворија кај населението откако Евана почна да доставува детални сметки. Енергетските експерти тврдат дека во никој случај трошокот за пренос не може да биде поголем од оној за основниот продукт струјата. Сметаат дека ваквиот начин на презентација на сметките ги збунува граѓаните и отвора простор за кражби од страна на енергетските компании, и тоа токму од оние кои уредно плаќаат. Овие пари биле чист профит за овие фирми. Едноставно, цената на произведена енергија не може да биде пониска од цената на енергијата која пренесува Евана, која што всушност премногу, да не кажам, заработува од еден обичен граѓанин. Се моли да има ниска цена за да месецов заштеди, и кога ќе му дојде пример 700 денари му дошла сметка, ние имаме и прилог дадено пример неколку сметки од жалби од граѓани, 1090 доаѓа плюс за пренос и плюс ДДВ. Председателот на регулаторната комисија вчера објасни дека не се работи за нова давачка во сметките за електрична енергија, кога ќе се соберал трошокот за струјата како основен продукт и трошокот за мрежарина, се добивала вкупната сума за струја која од 1 јули е поскапена за 7,4% во просек. Сепак призна дека мрежарината е поскапена. За пренос и дистрибуција сега се плаќало повеќе, бидејќи требало да се покријат загубите на струја по нови повисоки берзански цени. Цената на МЕПСО е некаде е 0,34 денари, така да разликата е за електродистрибуција и тоа е за напонско ниво ЛВ2. Значи имаме различни цени за дистрибуција во зависност на кое напонско ниво се приклучени. Ако се гледа структурата на сумата која просечен граѓанин треба да ја плати за струја, може да се види дека на сметка од 3150 денари најголем дел или 48,6% отпаѓа на трошок за пренос и дистрибуција, 41% само за потрошената струја, 5% ДДВ и 5,8% за комунална такса за јавно осветлување. Инаку Македонија е меѓу земјите во кои учеството на мрежарината во вкупната цена на струјата е најголемо. Во Србија овој трошок за дистрибуција е сличен 46%, додека само 26% отпаѓа на потрошената струја. Во рамки на Европската унија трошокот за дистрибуција е најголем во Унгарија, 45% во крајната цена за домаќинствата. Најмало е во Италија под 20%. Таму самата струја има најголем удел во вкупната сума од 81%.